колега Джафери. Јас на кратко би дал еден осврт и на самиот предлог закон, но би се надоврзал и на темата што се отвори тука. Ако може само минутажата. По однос на предлог законот, не ценам дека со овој предлог закон било што од она што е ветено во партиската програма на СДСМ и на ДУИ или на владината програма за работа, дека нешто видно се подобрува. Се прават незначителни измени кои што можеле, доколку биле поажурни самите министерства и институции, да ги направат многу порано, наместо сега во 5 до 12. Но со самото вакво туркање на многу закони по скратена постапка во 5 до 12, се наметнуваат темите од овие области, од каде што доаѓаат самите законски решенија. И бидејќи разговараме за труд и социјална политика, за евиденција од областа на трудот, јас би се согласил со мојот претходен колега говорник, кој што ги истакна бројките кои што се фрапантни, особено за Република Македонија, но и за целиот регион. Но за жал, дури и во регионот, Македонија може да се смета за рекордер во иселувањето надвор од државата. Ќе земам две земји за пример, и двете земји не се членки на Европската Унија, Македонија и Србија, и според податоците кои што ги имавме од Истражувачката Европска агенција на оваа тема, минатата година само во Европската Унија од Македонија се иселиле 24.000 граѓани, додека од Србија се иселиле 52.000 граѓани во земјите членки на Европската Унија. Што значи тоа во проценти? Во проценти тоа значи дека од Србија се иселиле 0,65% од населението минатата година. А од Македонија се иселиле 1,2% минатата година. Тоа значи дека состојбата во Македонија споредена со Србија е дупло влошена, е алармантна. Вие можете да гледате било која телевизија, можете телевизија на албански јазик, TV27, Алсат, можете Сител, Канал 5, Вести 24, имале многу од нив прилози, например, ќе го споменам, градот во кој што, еве и јас и многу мои колеги имаат од тука спомени, Гостивар. Град кој што има изворедна местоположба, од каде што добро го знае и мислам и потекнува и заменик министерот. Градот од каде што доаѓа или од негова близина, но сепак во таа општина господинот Талат Джафери, појдете било кој викенд во Гостивар на автобуската станица, не мора никаде, не мора да гледате никакви анкети, статистики, говори на една или на друга политичка партија, и самите ќе ја видите анкетата кога збориме за труд или за работна сила или за перспектива во самата држава. Секој викенд од Гостивар полни автобуси и со недоволно образовани, но и со најобразовани со висока стручна спрема луѓе, за жал повеќето од нив и со фамилии, заминуваат надвор од државата. Некој во Словенија, некој во Австрија, некој во Германија, некој во Швајцарија, некој и преку океанот во Канада, во Соединетите Американски држави и на други места. Затоа, јас не негирам дека во изминатиот период, изминатите 30, 40 или 50 години, од Македонија секогаш имало миграција од економски причини, но надежите во 2016 година толку беа високо дигнати, што многу луѓе вистина поверуваа дека господинот Заев како премиер многу работи ќе смени на подобро. За жал, работите се сменија на полошо и високите очекувања се претворија во високи разочарувања. Јас ќе ве потсетам кога збориме за пазарот на трудот и за младите луѓе кои што најчесто спаѓаат во групата на оние кои што се иселуваат од државата, на програмското ветување на СДСМ наречено младинска гаранција.
Со младинската гаранција, ќе ви ја прочитам и ако некој сака да реплицираме, имаме тука и програмата од СДСМ. Пишуваше изрично дека на секој млад дипломиран човек, тој кој што ќе заврши факултет, без разлика што немаше никаква селекција, владата на СДСМ ќе му обезбеди работа веднаш. Доколку човекот се одлучи да не работи и сака да се надоградува, владата на СДСМ ќе обезбеди средства за дообука или за понатамошно образование. Или доколку и тоа не одбере да го направи, дека владата на СДСМ ќе му даде одреден износ на евра, мислам дека беа 3 или 4 илјади евра, за да може да почне нешто да работи. Ништо од оваа младинска гаранција не се реализира. Тоа беше големо лажно ветување, што предизвика големи разочарувања. Затоа разочарувањето е еден од двигателите на големото иселување. И тоа го зедов Гостивар само како пример, но истото се случува и во Битола, и во Берово, и во Куманово, и во Скопје, и во Велес, и на сите други места. Затоа, почитувани колеги, сметам дека одговорноста е многу голема, бидејќи се билда неосновано големи надежи, а на крајот видовме дека се заврши со една неуспешна, би рекол, политика и кон младите, и кон економијата. И денеска тоа што е актуелно, повторно поврзано со гаранциите, ветувањата, уверувањата од страна на господинот Заев, сега веќе поранешен премиер, дека Македонија ја чека многу добра перспектива кон Европската Унија. И се што треба и што не треба се случи поврзано со насилното менување на Уставот и непочитување на референдумската волја. Се прослави дури на два пати добивањето на така наречениот датум за преговори со Европската Унија. Видовме дека нема датум за Европската Унија. Се организираа дури вештачки изнасилени веселби, фестивали, музички концерти. За денес во порталот, еден портал кој што е регистриран во Брисел, се занимава со европски прашања, Евроактив, ќе го најдете интервјуто на министерот за надворешни работи на Чешката република, Петричек е неговото презиме, кој што ги демантира и ден денес ширењата на лажни надежи од господинот Никола Димитров и Бујар Османи, дека сега во март ќе добиеме датум, ако веќе не сме го добиле изминатите 2-3 години кога тие заедно прославуваа. Господинот Петричек, министер за надворешни на Чешката република, парафразирам, во интервјуто истакнува: не очекувам до Европскиот самит, закажан за 26 март 2020 година, да се постигне договор за реформа на процесот за зачленување во Европската Унија и методологијата на овој процес. А знаеме дека последното оправдание, кое што беше дадено од владата, е дека не сме добиле датум заради разликите околу методологијата за зачленување во Европската Унија и дека тоа наскоро ќе се случи во текот на хрватското претседателство и дека во март ќе добиеме датум за Европска Унија. Сега имаме повторно еден за жал за сите за нас, но особено за тие кои што ширеа лажни надежи и ветувања, како министерот Димитров и вице-премиерот Османи, дека министер на земја членка на Европската Унија, која што е многу пријателски настроена кон проширувањето, како што е Чешката република и нејзините соседи во поголем број, истакнува дека не очекува до 26 март да има било какво усогласување на методологијата за зачленување на нови земји членки во Европската Унија, а кое што се покажува како предуслов за воопшто државата да дојде на дневен ред да се расправа за добивањето на овој датум. Затоа, моето мислење, со овие вакви споредни закони, кои дури, иако се споредни, се тераат по скратена постапка и се обременува дополнително и онака кусиот број на денови за работа на ова собрание, владата го прави затоа што сака делумно да одвлече и внимание од големите приоритети, од големите витувања кои што ги даде
во текот на 2016 година, СДСМ особено како владеачка партија, а кои што се виде дека денес, според она што е реализирано, се еден голем неуспех. И затоа сметам дека треба сите да бидеме загрижени и пак ќе ви кажам, наместо да Довршите ја мислата. да кажуваме сегашни или вчерашни статистики, појдете во сабота и во недела на автобуската станица во Гостивар и ќе Жаклина видите Лазаревска сликата. реплика. Жаклина Лазаревска, имате реплика.